Неколку принципи се битни за нас. Апсолутно не прифаќаме ниту еден предлог од било која партија. За жал добивме таков предлог од СДСМ за државата да има можност за регулација и за цензура на квалитетот, на пристрасност, односно непристрасноста, на објективноста, односно необјективноста за медиумите. Тоа е минимална работа која што демократските држави ги разликува од државите каде што има диктатура. Мене ми е многу жал што цела една хајка и битка на СДСМ во 6-7 години во кои што зборуваа за демократија и за слобода се изложија на еден ваков срам со нивниот пристапи, нивните барања за партизација на агенцијата, за партизација на Македонската радиотелевизија и за воведување на можност агенцијата да казнува со огромни казни како што предложија, со забрана на вршење професија новинар, со забрана за вршење на дејност на правните лица и тоа врз база на оценка на квалитативни вредности во новинарството. Тоа за нас е апсолутно неприфатливо и не сакаме нити да разговараме на таа во тој правец. Она што ние го нудиме и што мислиме дека мора да е добар правец за новинарството, факт е дека има проблеми, не само во Македонија, има проблеми на Балканот, тоа е констатација на Европската унија, генерално има проблеми и на европско ниво, но секоја промена на регулацијата во оваа сфера мора да е подобра од претходната. Че ние не смееме и не можеме да се враќаме назад. Оние проблеми кои што сме ги виделе во последните 2 години после носењето на овие закони, треба да ги адресираме сега. Следниот пат по 2, по 4, по 6 години кога ќе се создаде потреба за повторно доуредување, пак треба да одиме чекор напред. Она што СДСМ го предлага е враќање не 2 години, не 4 години, туку враќање 40 години назад во времето кога имаше само една телевизија и 2 дневни весници во Македонија. Ние, како што и во една претходна изјава кажав, поддржуваме и предлагаме поддршка од државата на процесот на саморегулација и воспоставување на етички стандарди воспоставени од самата новинарска фела, како во секој медиум посебно и засебно, така и генерално за целата новинарска фела. Предлагаме либерализација на пазарот, слобода на пазарот и предлагаме воведување на највисоките стандарди кои што ги имаме во препораките од Советот на Европа, Европската радиодифузна унија и Европската комисија. Сите предлози кои што ние ги ставивме на маса поврзани со оваа сфера, апсолутно извираат и потекнуваат од препораките на овие неколку значајни европски институции. Дали има прашања? Социјалдемократскиот сојуз пред малку соопшти дека останува на барањата кои денови ви излегоа во јавноста, а тоа го правдаат со фактот дека пред нас се предвремени парламентарни избори и дека единствено на тој начин може да се обезбедат фери демократски избори во април. Како го коментирате тоа и преговарате ли воопшто за овие предлози? Фрапантни се предлозите. Мене ми е многу жал тоа што СДСМ континуирано од ден во ден сама си влегува во уста, односно со своите конкретни постапки докажува дека тоа што го зборува нема врска. Не е реално. Значи едно зборуваат за јавност, друго прават во реалност. Тие 6 години зборуваа за потреба од слобода, демократија, слобода на медиуми, дури во многу пати ве злоупотребуваа вас како професија да бидете нивни перјаници, за жал. Кога имаат можност да ги понудат своите решенија, они предлагаат директорот на агенцијата за медиуми кој што ќе е назначен од нив или они сакаат да биде назначен од нив, да има право на секој од вас да оцени дали прилогот бил објективен или необјективен, пристрасен или непристрасен, морален или неморален, дали поддржувал меѓународна соработка или не, и врз основа на тоа да може да ви изречат глоба, да ви изречат забрана на вршење на професија, на вашиот медиум да му изречат мерка забрана за вршење на дејност и во еден ден без можност жалбата да го одложи, да ја одложи одлуката на директорот, да го исклучат вашиот медиум ако е радиодифузер, ако е телевизија или радиостаница, или да го избришат од регистарот ако е пишан медиум. Тоа е, како да ви кажам, веројатно ако испитаме малце подлабоко, тоа веројатно ниво Северна Кореја го нема и ние навистина не можеме да разбереме како дошла СДСМ до овие фантастични
предлози, дали гледала некој од средноисточните кралства, монархии и така натака. Ова го нема во ниту една држава, не само во Европската унија, туку и на европскиот континент. Она како што ние се спротивставуваме на овие наистина фрапантни идеи е нашиот предлог, директивите, препораките од Советот на Европа или понудивме 20 на европски модели, 20 на држави од Европската унија. Австрија, Холандија, Данска, Белгија, Португалија, Шпанија, Малта, Италија, Хрватска, Бугарија, Унгарија, Естонија, Литванија, било кој од тие модели да го земеме, да му направиме прекопирање и да го внесеме во нашата регулатива. Ако има подобар начин од тоа да внесеме европски стандарди, ние сме спремни да се слушаме, но мислиме дека ова е најдобриот начин. С оглед ќе предложат сите медиуми што сакаат да учествуваат во преговорите, ќе поддржите ли? Значи, видете, тоа ви го кажале тука, а паралелно се жалат зашто имало јавност во процесот. Јас бев изложен на некој сомнеш зашто имало јавност во процесот. Така да јас се сомневам во нивните искрени намери. Веројатно, како и секогаш досега, треба некој да биде перјаница за нивните партиски цели. Спротивно на тоа, ние во минативе 2-3 недели континуирано и безпрестано држувавме и директни и индиректни контакти и прибирање на информации од сите организации кои што се занимаваат со оваа проблематика. Со поголем дел од нив имавме контакт, разговаравме за нашите предлози, за нашите согледувања, за нашите мисли, а од исто така голем дел ги прибравме сите извештаи кои што се испечатени во Република Македонија, сите публикации, такви има од повеќе организации без разлика, некои од нив се финансирани од фондации кои што ние мислиме дека тераат партиски агенди во Македонија, но без исклучок ги имавме сите во предвид и огромен дел на предлозите кои што ги дадовме се извлечени од таквите средби и од таквите информации. Како ќе се договориме внатре, така ќе постапуваме и ние. Со оглед на оддалеченоста на ставовите, гледате ли надеж да се постигне некаков компромис? Видете, ние имаме решение за регулирање на оваа сфера до изборите во изборниот законник, кое што е усогласено и прифатено од сите 4 партии. Нашиот став е дека е потребно партиите кои што замислуваат дека можеме да се поднесуваме како да живееме од 49 година да го заборават тоа и врз база на европските модели, врз база на европските директиви и препораки, многу рационално и разумно да се договориме ден поскоро, за да не оптеретуваме јавноста, да не оптеретуваме вас, да не се создава впечаток дека новинарите повторно се предмет на некаква си државна регулација. Напротив, она што ние го велиме е дека треба го поддржиме процесот на дерегулација и на саморегулација во новинарската фела. Мислевме дека нашите предлози ќе бидат прифатени, ќе бидат усогласени во многу брза постапка, но за жал очигледно има партии кои што тука дошле со друга агенда и друга цел. Вашиот предлог за начинот на избор на директори на МРТ и на Агенцијата за медии? Значи вака, околу советите и околу директорите, ќе ми дозволите, пошто е комплексен модел. Да. Благодарам. Значи, околу изборот на органите на Македонската радиотелевизија и на Агенцијата за медиуми, ние имавме иницијално предлог кој што значеше проширување на составот на тие две колективни тела, на Советот на Македонската радиотелевизија и на Советот на Агенцијата за медиуми. Прв предлог е бројот на новинарите во овие две тела да се зголеми. Предложивме официјално и ЗНМ и МАН наместо по еден член во овие две тела да имаат по 2 члена во овие тела. Исто така предложивме Синдикатот на Македонската радиотелевизија да има можност да си предложи свој 2 члена во Советот на Македонската радиотелевизија, што би значило дека наместо по 2 новинари, ако се прифати овој концепт, во Советот на Агенцијата би имало 4 новинари, а во Советот, програмскиот совет на МРТВ би имало 6 представници на вашата професија. Во исто време предложивме Комисијата за заштита од дискриминација да даде предлог за еден член,
заради тоа што сметаме дека таа тема е од интерес на сите граѓани, да не доаѓаме во ситуација преку јавниот простор да имаме дискриминација на било која групација во нашето општество. Врз основа на европски модели предложивме двете најголеми верски заедници да добијат можност да партиципираат со професионалци, би потенцирал. Значи не е идејата и не е предлогот свештеници, било од православната, било од исламската вера да учествуваат во овие тела, туку професионалци, експерти кои што се вклопуваат во критериумите кои што важат за сите, да бидат по предлог на двете верски заедници од аспект на промоција на вредностите, моралот, традициите, меѓурелигиската соработка и почитување во Република Македонија како суштествен дел. И велам, ова е по европски модели, не е некој пронајдок. Исто така напомнавме и нафрливме дека треба се земе во предвид можност на претседателот на државата да предлага, како што е во 99% од државите членки на Европската унија, Македонската асоциација на медиуми. Мислиме дека би требало да ја имаме во предвид и генерално целото цивилно општество во кое што влегуваат и невладини организации, и синдикати, и стопански комори, и спортски асоциации, и културни друштва, и целиот сегмент на цивилното општество. Значи, нашиот концепт е проширување на опфатот на луѓе кои што ќе членуваат во овие тела. Предлагаме нивните програми секогаш да бидат предмет на јавна расправа во собранието, да не одат директно на гласање, без да не се слушне. Значи да има принцип на јавна расправа, а изборот на директорите на двете институции да се оди на истиот начин како и досега, на јавен, транспарентен конкурс со прецизни критериуми, со тоа што предлагаме зголемување на годините на стаж потребни за да се обавува таа функција и зајакнување на професионалните критериуми. Значи, тоа е принципот, неприфатлив е принцип на партизација. Доколку овој модел не е прифатлив за другите партии, ние на маса повторно ги враќаме било кој од тие 20 европски држави кои што ви кажав. Како е регулирано во европските држави, така треба да биде регулирано и во Република Македонија. Тоа е ставот наш.